Според најновите информации кои што доаѓаат од повеќе места, меѓу кои од куќата на фудбалот, од Фудбалската федерација на Македонија, фудбалскиот клуб Башкими од Куманово, поради оној сомнителен надпревар од пред неколку дена против Кожув во Гевгелија, тешко дека, или можам да кажам, ќе продолжи да сонува за првата лига. Тоа што доаѓа како информација не им оди во прилог на кумановчани. Токму така, она што се лиферува низ јавноста, што е официјално споделено, се во интерес на расветлување, расчистување на оној случај, велат дека сериозната истрага што ја прават надлежните институции како Министерството за внатрешни работи, да не речем и основното јавно обвинителство, веќе располага со известни материјални докази кои се уште се во интерес на истрагата и дефинитивно расветлување на случајот се држат под превезот на деловна тајна. Меѓутоа, јасно и евидентно е, бидејќи веќе е обелоденото дека 7 или 9 фудбалери на Кожув се начелно, неофицијално го признале тоа, дека навистина овој се спомнува некоја цифра од некои 12.000 евра, што за мене искрено да ти кажам е смешно да си ставиш таков, старите велат, трн во здрава нога за некоја сума, но така, да не, тоа сепак е шпекулација се уште, нели? Но информациите велат дека Министерството за внатрешни работи на големо има навлезено во истрагата со скенирани објекти каде што наводно се правеле разговори и договори околу оваа сигурно, ајде да наречеме, двојка во Гевгелија. Да. Чудно и жално за овие два клуба со убави и високи амбиции, во смисол дека Кожув имаше сигурен опстанок во втората лига, а Башкими атакуваше и е блиску на чекор, да не речем на дофат, до пласман во првата лига. Доколку не беше овој сомнителен надпревар и евентуалните казни кои евидентно ќе ги има, без да не може да избегаме тој факт дека двата клуба ќе бидат казнити, колку, како, со што, тоа се веќе прашалници, меѓутоа евидентно дека ќе има казни. Башкими, да не беше овој случај, ќе беше во реална трка пред последното гостување во Штип против Регалница, евентуално со кикс на Арсими да стигне дури и со победа во Штип да стигне дури до второто место. Да не речем дека баражот, третото место му беше гарантиран. Во овој случај и минимална казна која во продолжение на нашите емисии ќе ја прочитаме согласно дисциплинскиот правилник на Фудбалската федерација на Македонија, кумановчани немаат ни теоретски шанси да стигнат до некоја евентуална шанса за првата лига. Ајде, во продолжение ќе одиме со тоа зошто Башкими сигурно не може да биде прволигаш, барем не ова надпреварувачка 2024-2025 джингл. Не повеќе од 48 часа недели од официјалната одлука, од официјалната санкција, од официјалната казна која што би ја претрпеле клубовите Башкими и Кожув. А зошто велиме 48 часа, Бургутов, кажи ни како велат правилата? Прво, официјално Фудбалската федерација на Македонија го помести прволигашкото коло од недела во сабота. Тоа значи дека се игра на 17 мај, сабота. Денеска сме среда 14 мај, апсолутно во правилникот стои децидно дека не може да се одигра последното коло и да заврши првенството, а после да се решава било кој случај. Како е точно го имаш тоа правило извадено? Тоа правило го има малце подолго и релевантно е, тоа е точно и децидно. Поинтересно е членот 30, каде што дефинитивно се наведува за евентуалните казни кои ќе ги следат. Она за кој што велиме дека Башкими нема да може да биде прволигаш, а Кожув може ли да остане во втората лига? Многу интересна е ситуацијата со Кожув, кој апсолутно е рамноправно инволвиран во оваа ситуација со Башкими. Значи, за ваква работа, за оној фудбалски срам кој ние го видовме, како се тргаат фудбалерите, како голманот стои, а напаѓачите на Башкими не можеа да дадат гол до 95-та минута. Казни сигурно ќе има и двата клуба се виновни. Не само што ќе има, значи информациите што јас ги имам, а ги имаш и ти, велат дека ќе има и тоа како ригорозни казни. Значи не е казни само ботче, земање, опоменати, реков ми рече. За овој
фудбалски срам што го нарековме ние. Добро го апострофираш тоа, меѓутоа можеме да го прочитаме член 30, Ајде, кој е еден од поригорозните членови, кој вели дека клубовите можат да бидат казнити, тоа го предвидува дисциплинскиот правилник, и со пресела во понизок ранг на надпреварување. Едно од можните казни. Го имаш ли извадено следното? Член 30 од дисциплинскиот правилник е така? Да, зборуваме за актуелен дисциплински правилник на Фудбалската федерација на Македонија, кој е десиден, кој е, мислам, нема тука многу филозофија. Значи, во член 30 од овој правилник е предвидено казна исклучување од лигата и враќање во понизок степен на надпреварување. Зборуваме за ригидната мерка, после тоа можеме да ги кажеме и другите поблаги мерки. Добро. Значи, вели член 30. Исклучување од лига и враќање во понизок степен на надпреварување, тоа е насловот на членот. Значи, казната исклучување од лига и враќање во понизок степен на надпреварување е најтешка дисциплинска казна која може да му се изрече на клуб, а подразбира враќање во првиот нареден понизок степен на надпреварување. Тоа е трета лига во конкретниот случај. Казната исклучување од лига и враќање во понизок степен на надпреварување се извршува по правосилна одлука. Ако надпреварувањето е во тек, казнетиот клуб или екипа останува надвор од надпреварувањето, а до наредната надпреварувачка година. Во конкретниот случај, бидејќи се игра последното коло, овој последната реченица од вториот став не е во игра, бидејќи ќе биде решено пред да се одигра тоа за евентуалните. Не, тоа е и моабетот всушност зошто велиме 48 часа, значи до сабота мора ФФМ да излезе со официјална информација. Така би требало да биде. Сега бидејќи страјата е малку подолга, поширока, подлабока, пак оставаме мала резерва, меѓутоа. Ама како ако членот го предвидува тоа дека последното коло, како е убаво уште еднаш објасни, последното коло не смее да се, ако е последно коло не смее да се одигра. Така е, да. Пред да има казни. Така е. Значи тоа што не може првенството да заврши, а да има нерешен случај. Така, значи тоа што Башкими и Кожов изигра претходново коло. Значи едниве со победа, едниве со кој игра во Башкими го победи Детонит Плачковица во Куманово 3:2. Во Куманово предполната трибина, Башкими славеше, се веселеше на победа против Детонит, а Кожов си победи овие. Кожов ја победи победа во првен. Сега тоа дисциплинскиот правилник го дозволува. Тој на тие надпревари ги дозволува и ги регистрираше со победи. Добро, тука има сега место за како да кажам, за одлуки на дисциплинската комисија, бидејќи реков истрагата е широка и длабока. Тоа не може точно децина да биде. Ама како сега, пак не ми е јасно, како сега би се одиграло последново коло во сабота, а без да има Не може тоа. Не може, значи. Тоа не може. Значи официјално не може. Официјално не може и ако гледаме од тој аспект, еве вака и фудбалски, и разговарајќи и јас и ти со луѓе кои го следат фудбалот, кои се инволвирани во првата лига, во втората лига, велат, луѓе, зошто не сватите и разберете дека и Детонит Плачковица која изгуби од Башкими со 3:2 и победа која изгуби од Кожу со 2:1 се на некој начин оштетени. Така е. Така е, затоа што овамо овие ќе си добијат 3 бода. Истото како што беше за прва лига со Гостивар и со Воска. Тие што играле, што изгубиле од нив, не земале бодови бидејќи изгубиле, овие на крајот не играт. Пелистер на пример, последните го запамтив Пелистер како екипа дека два пати паузираше. Во две кола зема 6 бода против Гостивар и против Воска. Така се наместени стварите. Тоа се правила. Сега да се надоврземе на овие казни од првата лига на Гостивар и на Воска. Дисциплинскиот правилник е исти за прва лига и за втора лига. Тоа е единствен правилник на Фудбалската федерација на Македонија. Значи, една од можните казни на двата клуба, во конкретниот случај на Башкими и на Кожов, е одземање на бодови. Минималното одземање е -3 бода, максималното одземање е -9 бода. Така. Ако му одземат на Башкими 3, тоа е тоа што не може да оди во прва лига? Со најмалата казна Башкими дефинитивно испаѓа од испаѓа ли да не е пак пред Брегалница? Па сега, таму е 4 бода, 3 бода, па играат меѓу себе, не знам тоа треба да се... Да. Добро, поентата е Кожов исто е, ама не може да биде. Значи да не си правиме филмови, ти сакаш да бидеш умерен и мек, да не си правиме филмови. Тоа што јас го имам како сознание, значи
двата клуба ќе бидат ригорозно санкционирани. Така. Што значи ригорозно санкционирани? Дали ќе одат во понизок на рак на надпреварување или не знам што? Не зборувам за овие кривични постапки што ќе ги имаат МВР што ќе ги има Тоа е преземано. наставно е тоа. Тоа е веќе на страна кривично што ќе дело. одговара. Ако се докаже дека има давање мито, пари, корупција, дека има преговарање. Така е, а да те прашам еве како поинаку? Ако не биде вака, како би било поинаку за сега, вакви многу, надпревари? многу добро го отвораш ова, само да се подсетам. Значи член 71 од истиот правилник, член 72 и член 73 ги регулираат овие условно кажано недозволени и неспортски однесувања. Децидно во член 71 вика, пишува: недозволено влијание на исходот и на текот на надпреварот. Значи во Гевгелија имавме недозволено влијание на исходот и на текот на надпреварот да се види од авион. Да. Од Вардарскиот отрит горе од Гевгелија, ако некој има Не, ловчија не, да го види Не, доле само во да. градот како Така. како се местат. Ние направивме Член 72 Да, само да, ако ми извини, дозволиш вели наговарање. Сега ги кажувам Да, кратенка добро. за да разбере публиката и член 73 прикривање. А наговарање што би значило? Наговарање да те наговорам нешто. Што? Да ми пуштиш утакмица. А наговарање да го тоа пуштиш тоа на мислиш превод, дека да. значи? Ајде да видиме член 71 што вели или? Ајде режија, еден джингл краток па да видиме што значи. Ви го читам член 71 од дисциплинскиот правилник, кој што е со наслов недозволено влијание на исход и тек на надпревар. Само да се надоврзам, самиот наслов е многу тесно поврзан со случувањата на теренот во Гевгелија за време на надпреварот Кожук-Башким. Значи, апсолутно недозволеното влијание на домашните фудбалери влијаеше на исходот и на текот на надпреварот. Не гледам што не е тука јасно фудбалски зборувам. Така. Ајде продолжи. Ајде, вака вели. Сите субјекти на дисциплинска одговорност мора да се оградат од кое било однесување кое може да предизвика штета или го оштетува интегритетот на надпреварите и надпреварувањето и мора потполно да соработуваат со ФФМ, УЕФА и ФИФА во секое време при обидите за справување со таквото однесување. Ке се смета дека интегритетот на надпреварите и надпреварувањето се нарушува од страна на секој кој, и сега кажува кој. Значи на секој. По алинеи ги има Така, објаснато на како. секој кој се однесува на начин кој придонесува кон непожелно или незаконско влијание врз текот или резултатот на надпреварот со цел самиот да добие предност или да ја стекне таа предност за трета страна. Што се случи? Да. Кој учествува директно или индиректно во обложувањето или слични активности во врска со надпреварувањата или има директен или индиректен финансиски интерес од таквите активности. За тоа исто така се шпекулира за одредена сума на пари, се споменав. Иако обложувањето за овој надпревар е во втор план. Да, не, споменав една сума која што се врти во јавноста од 12.000 евра, остануваме воздржани по тоа, ќе си кажат МВР и тие таму, ќе си го што го следат тоа. Кој користи или дава информации, кој ги стекнал преку својата позиција во фудбалот, кои не се јавно достапни и го штетува интегритетот на надпреварот. Доколку не ја извести ФФМ веднаш и доброволно доколку има дејства насочени кон влијанието на непожелен и незаконски начин врз текот или и резултатот на надпреварот или надпреварувањето, доколку не ја извести УЕФА и ФИФА веднаш и доброволно доколку има дејства насочени кон влијанието на непожелен и незаконски начин врз текот на или резултатот на надпреварот или надпреварувањето. И последното, така, и последното од овој член, секое однесување предвидено во став 2 од овој член, значи второто што го прочитав, ќе биде казнето соодветно согласно казните предвидени од член 77 до член 80 од овој правилник, значи ги споменува другите членови понатаму. Да не одам сега, еве ги таму се наведени казните минус 3 бода до минус 9 бода. Па еве го имам пред себе член 77, само еве кратко за гледачите. Значи играч или судија кој стои ќе се казни со забрана за настап од 6 месеци до 2 години, забрана за судење, значи ги кажува колку се. Во прва лига за договарање 3000, втора лига 2000, трета лига 1000, за наговарање има. Не, вака да биеме чисти. Значи казните се со одземање на бодови од толку до толку. Така. Со парична казна од толку до толку
И она што го прочитавме претходно во член 30, таа е најтешката казна, нели ја пишува и самиот член. Така, со понизок ранг. Префрлање во понизок ранг. Значи, јасен е членот 71. Од она што сите, целата македонска јавност, видеото и спорните моменти од надпреварот, пред крајот на надпреварот, стана вирални, ги видоа и оние што гледаат фудбал и оние што не гледаат фудбал. Сите дискутираат за тоа, што се вика жаргонски кажано, пукна срамот. Треба да се санкционираат, треба чесно да си бидат санкционирани, како што кажа во некој од претходните емисии за памет за сите. И јас очекувам и верувам дека ФФМ во најкратко можно време ќе излезе со официјална информација од тоа што одлучиле дисциплинците, а гевгеличани и кумановчани можат само да тагуваат и да жалат по стореното од нивните клубови. Едниве се радуваа, видовме полна трибина, се радуваа на пласман во првата лига, за жал. Другиве револтирани, гевгелија клубот на некого му е се фудбалскиот клуб, оди со душа, со срце да навива, овамо му се случува ова што му се случува. Тоа е веќе видено, поминато, завршено. Јавноста знае за тоа, убаво ти ги врати наназад, да не го забораваме и тој дел, тоа е дел од приказната. Не е само дел од приказната казните и одлуката на дисциплинските органи на ФФМ, дел од приказната и оно што го видовме на теренот, што го видовме и после завршувањето со навивачите на Гевгел, дури и оно што го видовме во Куманово кога Детонит Плачковица, фудбалерите на Детонит Плачковица, нивниот стручен штаб изгина и изигра најспортски против Башкими. Водеа, па и беше нерешено и така натаму и така натаму. Знаеш што сакам да кажам уште нешто, еден прочитав еден коментар од еден гевгеличанец, мислам дека и беше по-сериозен човек, вака колку што се сеќавам сега во изминативе денови, и вели тагува по ова што се случи, жал му е, и вели така ќе биде кога фудбалерите по 3-4 месеци децата ги кршат нозете, а немаат земено плата. Сега не е за оправдување апсолутно, не може да биде и не смее да биде причина неземањето на плата, правење вакви нешта, но до толку ли сме навистина утепани да за некои не знам какви суми. Да ти кажам најискрено, сега си играл фудбал, муабетот ми е си играл фудбал. Сега ме потсети на времето кога Вардар играше во втората лига и 14 месеци нема земено фудбалните плата. И изигра и влегува во првата лига. И сега некој тоа да го заборави, ама не пушти на никој. Нити побараа некој да им пушти. Браво, кај те текнува сега. Па сега. Значи, како да ме окуражи, ми беше жал што го читам човекот тоа што го кажува. Не е оправдување 4 неземени плати за да им пуштат на Башкими и да земат пари за да исплатат плати. Тоа по моје видување е тотално неспорски, нелогично, неразумно. Ако од прилика тука завршуваме, сакам само да се надоврзам на ова што ги спомна сега, а не воопшто во контекст, ама во контекст на ова што ти го спомна. Значи, еве ќе искористам приликата да ги поздравам сите фудбалери и раководство и све што беа од прв до последен во тој период кога вардарци играа без плата, без пари, без ништо и на никому не му пуштија ниту еден надпревар, ниту еден гол. Браво за вас сите, да се огледаат на вас. Да се одјавиме. Довидување до скоро. Ги очекуваме одлуките на дисциплинските органи на Фудбалската федерација на Македонија и познавајќи го курсот на раководството, на управниот одбор и на сите оние чинители во ФФМ, најверојатно ќе има жестоки, ригорозни казни и за двата клуба, а нормално и за поединци. Нека е за памет на сите. Стиснете лайк и сабскрајб доколку ви се допаѓаме. Се гледаме за скоро со друга емисија. До скоро.